Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Отстапуваме минути за темата на денот. Има талентирани деца кои што сакаат да работат и кои што на вистина убаво музицираат. Денес гостин во нашето студио е едно момче со исклучителни квалитети кое што има амбиции да стане концертен пианист, композитор или се понатаму што ќе посака. Чест и задоволство ми е да ви го представам денес во нашето студио Никола Стоилковиќ. Добро утро и добре дојде. Добро утро, благодарам. Никола, ајде кажи ни нешто повеќе за тебе. Пред да запловиме во оние музички води и да почнеме да разговараме за музиката, кажи ни колку години имаш, од каде доаѓаш и во кој училиште учиш? Учам во основното училиште Кочо Рацин, имам 12 години, 7 оделение, доаѓам од Куманово. Сега да започнеме со музиката. Се сеќаваш ли поради кои моменти ти одлучи да бидеш музичар? Па да, најпрвин татко ми кажа дека имам тој некој музички талент и јас не го слушав, мислев дека греши. Потоа истото го тврдеше учителката во 3-то или во 4-то оделение, Светлана Алексовска, и после тоа се запишав на музичко, на приватни часови пред една неполни година дена и тогаш сватив дека не грешиле. Така, сега, дали може би некој во твоето семејство, поблиски, подалечни роднини се занимава со музика? Па да, татко ми кога бил дете свирал на пијано исто така, но професорот по музичко му велел дека и тој има талент, но татко ми не го слушал. Да, и погрешил веројатно, да, затоа што не го послушал. Значи, сепак тоа е во гените, во блиското сродство. И сега, на кои музички инструменти ти знаеш да свириш? Знам да свирам на клавир. Единствено на клавир? Да. Така. Од колку години започна да свириш, едноставно и проникна таа желба да започнеш да изучуваш свирење на клавир? Па пред неполни година дена во февруари, во месецот февруари почнав да одам на приватни часови во студио Серафимовски. Така, одлично, кај Боби Серафимовски, значи. И како ти беше таму? Почна со оние основни правила? Па да, супер беше. Првиот професор ми беше Дарко Тодоровски, го поздравувам иако е во Московски конзерваториум сега. И сега ми е професорот Филип Антевски и многу ми помогна. Така, значи ти знаењето секојдневно си го доусовршуваш посетувајќи ги тие часови по дополнително музичко образование. Како изгледа еден час? Па најпрвин ќе почнам, професорот ми вели да си ги загрем прстите со едни основни вежби и потоа да ја довршиме таа композиција или да почнеме нова композиција да свириме, која што не е моја. И после на крајот часот ги доусовршувам моите композиции. Така, значи ти веќе почнуваме да зборуваме за твоите композиции. Но пред тоа ќе одиме вака по еден точен редослед. Кои совети ти се особено важни кои што доаѓаат од страна на твоите професори? Па еден од најчести совети од професорите и еден од најбитните е да не ми е страв и пред професорите и пред поголема група на луѓе и едноставно да се опуштам на часот или на коцен или на јавен час. На јавен час. Сега, дали имаш трема кога си на јавен час? Па понекогаш. На првиот јавен час имав многу трема, но сега се навикнав. Кој е твојот најголем поддржувач? Кој те најмногу поддржуваше за да почнеш да свириш клавир? Најголем поддржувач ми беше исто така татко ми.
А критичар? Дали може би има некој кој што ти критикува, ти вели дека можеш уште подобро? Па, иако се позитивни тие критики, исто така доваѓаат од татко ми. Така. И сега вака, предлагам да направиме една кратка музичка пауза, а за тоа време ти добро ќе се спремиш и сместиш и ќе ни отсвириш една твоја композиција. Може ли? Добро. Така, одиме со музика. Покрај тоа што одлично свириш, ти знаеш и да компонираш. Дали оваа композиција која што имавме можност да ја слушнеме е твое дело? Да. Како се вика оваа композиција? Се вика Infinity Waltzer. Од каде е името? Па тато ми ги дава имињата на сите мои композиции. Значи сите мои ги има во поголем број. Колку композиции досега имаш искомпонирано? Околу 7-8. Така, значи што од самиот старт кога започна да свириш, ти започна и да компонираш. Да. Дали првата твоја композиција беше твоја волја или пак некој побара од тебе да направиш некој вид на ваква, да кажам вака под наводници, метафорички кажано, страшна музика? Па не по моја волја беше и на таа композиција тато ми го даде името. Се вика Белјаджија. Значи тоа беше твојата прва композиција? Да, беше свирена на првиот јавен час што го имав во студио Серафимовски. Така. Колку време ти е потребно за да напишеш една композиција? Од што се состои кои се пропратните елементи? Па може да потрае околу од 15 до 20 минути, а може и од 2 до 3 дена, зависи од инспирацијата. Значи се почнува од инспирација, па после се почнува од една рака, па втората рака и после се тоа склопува. Се прави една целина. Да. Дали ти помага некој во опишувањето на композициите? Да, тато ме слуша и ми кажува кои се добри делови, кои се лоши делови и потоа кога ќе одам на час, професорот ми кажува добри идеи за таа композиција. Така да не е целосно моја композиција, имам помош и поддршка од други луѓе. Така, помош и поддршка, но сепак авторот си ти. Ти значи ли туѓото мислење? Да. И го цениш и вреднуваш. Да. Што велат твоите соученици во училиштето? Дали некогаш имале можност да те слушнат како свириш? Па да, 2 или 3 пати на Патрониот час по празник музичко, или? Да. Не, на час по музичко, затоа што има еден клавир таму. Сум свирила, ама не мои композиции. Например, Ода на радоста или нешто друго. Така. Кои композитори вака уживаш да ги слушаш во слободно време? Па Моцарт, Бетовен, Бах, Шопен, Јохан Штраус. Има многу.
Така ти си премлад, но сепак знаеш да уживаш во тој специфичен вид на музика, Да. кој што уште од далечното минато, а и ден денеска трае. Вака, да започнеме малку да позборуваме за твојот прв јавен час. Каде се одржа и кога? Па се одржа пред неколку 6 месеци, пред половина година, во студио Серафимовски. Прв јавен час беше таму и со другите соученици во студио Серафимовски свиревме. Така, а си имал можност да ги испрезентираш твоите дела вака пред побројна маса на луѓе, да кажеме. Дали имаш трема пред самиот настап? Па на првиот јавен час имав многу трема, но после се навикнав и веќе немам трема толку многу како порано. Така. Ти се случило ли некогаш да погрешиш? Па исто така еднаш на јавен час, на првата композиција малку, но беше неприметно. Како се снајде во таа ситуација? Веројатно продолжи да свириш? Само продолжив и се одвива, беше одвивано супер. Така, што вели твојата професорка од училиштето за тебе? Професорката по музичко на училиште во Кочорацина. Така. Па таа ми вели дека супер, така да продолжам, ама иако не ми ги слушала моите композиции, кога свирев Ода на радост или некои други композиции на час по музичко, велеше дека сум музикален и дека супер. Така, вака ти си многу млад, рече дека имаш 12 години, но сепак некако успеваш да ги усогласиш и тие училишни обврски и да ги посетуваш и овие приватни часови. Што друго правиш во слободно време? Па исто така тренирам ајкидо, порано тренирав и ракомет во ракометниот клуб Металург во моето училиште, но не можев да постигнам, така да од тоа се откажав и сега со овие 3 активности. Така, некако твоите другарчиња од твојата возраст, а и помали и поголеми, да напоменеме дека се обседнати на некој начин со играње на оние игри на компјутер, оваа нова современа технологија, има мајсторски направени игри. Дали тоа и тебе ти го одвлекува вниманието? Па да, ама треба да се сконцентрирам дека имам и други обврски, така да на се сконцентрирам и не смеам една обврска да преодвладува врз другата. Така да се треба да биде рамномерно. Предпоставувам дека си одличен ученик во училиштето, па кажи ни со што планираш да се занимаваш? Планирам да се занимавам со музиката. Значи музиката е секогаш во првиот план. Да. Дали си амбициозен? Да. Што се твоите амбиции? Еве, јас ќе ти поставам вака едно конкретно прашање, па ти ќе додадеш со твои зборови. Дали би сакал еден ден да напишеш и одсвириш композиција за некој наш домашен филм или пак за театар? Да, тоа се во главно моите амбиции, да бидам композитор и да бидам пианист. Значи, постои младост, постои успешност, а и амбициозност. Дали може би некој ден би сакал да снимиш музика за некој наш домашен филм или пак за театар? Па да, во главно тоа се моите амбиции, да бидам пианист и да бидам композитор. Но исто така во Ниско музичко училиште Панче Пешев одам и на соло пеење, професорката Ивана Андоновска свилар, одам и на солфеш, што е мора да се оди на солфеш ако се оди во Ниско музичко училиште. Исто така одам на часови по пијано, професорката Златка Спасова Здравковска и главно тоа. Би можел вака јавно да ги поздравиш? Да. Сите тие кои што ги напомена. Да. И сега вака, кога гледаш некој филм или пак телевизија и ја слушаш оваа класична музика, да кажеме, како ти ја слушаш? Ние, да кажам, обичните гледачи кои што не сме инволвирани во светот на музиката, најважно ни е да го прочитаме тоа таму што пишува и да ги гледаме сликите како одат. Дали ти можеби во тој момент добиваш некоја идеја, некоја инспирација да направиш некоја своја композиција која што би можела еден ден да биде во еден таков филм? Па да, многу им се дивам на такви композиции и многу пати повеќето од моите композиции се дојдени од инспирација од баш такви композиции, кои што сум ги слушнал за некој домашен филм или за некој странски филм и најдам инспирација за некој од мои композиции.
Така. А веќе напредуваш. Колку рече дека имаш околу 7-8 твои композиции. Ке ни кажеш ли, ке ни откриеш ли имиња на уште некој од нив? Па има Белјаджија, односно првата композиција што пред малку ја споменав. Зошто Белјаджија? Се извинувам што те прекинувам. Зошто Белјаджија? Па тато е даде тоа име, повторно да споменам, затоа што малку е страшна композиција, ама Што те инспирираше да ја потсетува. напишеш таа композиција, па од тука да го добие името Белјаджија? Па не се сеќавам, но за Белјаджија, во врска со Белјаджија немаше ништо. Само од една композиција која што од иста скала, ист тоналитет. Не ист тоналитет, иста скала беше. Најдов инспирација. А после тоа на тато кога ја отсвирев таа композиција, тато кажам дека може да се вика Белјаджија композицијата. Така, одлично. Тоа би било се за денес. Никола, ти благодарам многу за тоа што ни беше гостин, што одвои дел од твоето време и што на некој начин успеа да ги анимираш и да ги заинтересираш нашите гледачи да те проследат и да слушнат што се имаш да кажеш, а и да отсвириш. Јас би сакала вака за крајот на мисијата, мислам дека тоа е тоа, дека ги поздравивме сите, оние кои што ги заборавивме да не ни замеруваат и да слушнеме уште една твоја композиција. Што е она што ќе го слушнеме во следните минути? Па веќе пред малку ја отсвирев Infinity Valzer, а сега ќе отсвирам една композиција која што се вика Руска сказна. Која беше инспирацијата за тоа што ќе го слушнеме сега? Па инспирацијата беше исто така од композицијата Белјаджија и тато го даде името. Фактички јас кажав дека има некој руски тоналитет во некои делови и тато кажа да се вика Руска сказна. Така, одлично. Да ја слушнеме и ние Руска сказна и со оваа композиција го затвараме денешното издание на Нов ден. Имајте убав ден, пријатно расположение и останете со нашата програма, а пред тоа да го послушаме Никола.